Ете, во меѓувреме пристигна нашата гостинка, која што на големо вие најавував, Кристина Краличин, добро утро. Добро утро и од мене. Малку те искоментиравме и со гледачите, им кажав дека личиш на Мерлинка. Благодарам. Да, блескаш целата. Благодарам. Тоа мора да е и од бисерите. Па, дали од тебе, дали од бисерите? Јас обожавам ова е охридски бисер. Охридски бисер, еве, поздрав до фамилија Ристевски. Добро, Охрид во секој време смееме да го спомнуваме во емисијава. Добро секако, дојдено, да. Но утрово си по друг повод овде. Прво честито нова книга, нов роман, четврти поред, но бројките и можеби не се толку значени, колку што, ќе ти го кажам, моето видување, впечаток што го добив од тебе, досега за ниту една книга со олку страст ми немаш зборувано. Не верувам дали нешто позначајно од останатите, но мило ми е што таа страст претпоставам дека ќе ме пренесеме и на гледачите. За да појасним за што станува збор, јас би почнала од насловот. Кратко, јасно и. Но што се крие за тоа и? Претпоставам дека многу се крие и многу ќе да знаеме за самата книга, од самиот наслов. Ти благодарам за прекрасната најава. Точно, да. Со посебен жар, кога зборувавме на телефон, говорев, еве сега ме подсети на разговорот. Тоа е најверојатно затоа што се работи за фамилија. Кога збориме за фамилија, историја, корени, собствени, она што сме, тоа не потврдува и тоа што ќе бидеме во иднина. По мене треба да знаеме кои сме, од каде доаѓаме, не за да живееме во минатото, туку затоа што на тој начин се потврдуваме што сме како луѓе. И во однос на и романот, за разлика од претходните романи, сите имаат различен стил на изразување. Овој роман е историски, од вистинска приказна за мојата прабаба Ицана. Од таму го носи и насловот и од незиниот иницијал, меѓутоа и е и во пошироко значење и за да никогаш не се заборави она што се живеело во минатото. Кога зборам прабаба, тоа е во периодот Балканските војни 1911 и тој период од кога е она родена, па до незината младост. Во тој период апсолутно поинаку се живеело од денешно време. Се извинувам. И значи и продолжеток на нашите традиции, нашите адети, нашиот фолклор, а пред се во областа Азот. Се зборува за селото Теово, од каде што се моите корени по мајка, значи по женската линија. Јас во романот опфаќам за мојата чукун баба Стојна, односно чукун баба Стојна, чукун баба Неда. Започнува романот со раѓањето на Ицана. Тоа е прабабата Ицана, мојата баба Елица, мојата мајка Жаклина, јас и еве ќерка ми Дарија. Значи сите сме женска линија. А оваа година и за прв пат ја однесов мојата ќерка Дарија да го види јаворот, бидејќи јаворот е еден стожер, како што се гледа и на насловната страница на корицата, односно на книгата. Има дрво. Таа буква И го крепи дрвото, всушност тоа е столбот на стожерот на овој роман. Јаворот е историско значење има за мене, затоа што тој е на некој начин сведочник во тоа село, затоа што е многу столетен. Јас вака би го поделила малку слободно, ти написи се водичка во меѓувреме. Станува збор за едно длабоко истражување. Ќе го поделиме на 3 истражувања. Првото е преку Ицана, твојата баба, и преку другите чукун баби, имаш истражено и дознаено многу за животот на македонската жена, низ историјата. Што дозна? Како живот имаше таа? Она што го разбрав е дека може да се дефинира како мачен живот, дека имала жената во минатото? Може да се каже така. Тој живот тогаш бил сосема поинаков од овој што го имаме ние денеска. Брз, современ, со технологија исполнет, со информации, дури премногу колку што не ни требаат. Додека во тоа време секојдневниот живот бил преживување. Полската работа, она што требало да го сработат само за да се прехранат или преживеат. А посебно во истрајни времиња, на тешки времиња, на војни, како што биле Балканските војни во тој период, на
различни превривања во тоа време, па носење на писменоста со отварање на училишта, да речем 1800 и некоја година веќе 60 и некоја се отвориле и првите училишта, што значи тоа било мачен живот затоа што требало се да се постигне. Целата таа работа била на нив. Преку ликот на Ицана, јас го доловувам ликот на македонската жена во тој период. И многу е тешко кога треба да се ископа минатото и да се најдат корените и да се најде и да се потврди, да речеме, вистинските имиња. Јас сакав автентичноста да ја доловам. Нормално јас не сум сведок на минатото, не сум живела тогаш, меѓутоа мојата прабаба ја затекнав, да речеме, од прилика во моите први 6-7 години сигурно, бидејќи таа доживеа длабока старост од 94 години. Она што јас го гледав кај нејзе, кога ќе одев летно време да ја посетам во тој крај, беше наведната, остарена, а за нејзе, мислам, од она што сум го слушала и претходно, се збори дека била исклучително мудра жена, јадра висока, посебно висока, крупна, со енергија. Но тежината на животот. Да, го наведнува човек. И некако како да ми беше тоа долг кон мојата фамилија. Јас така го чувствував дека сакав таа жена кога одам и да ја гледам, сакав да ја видам исправена. Мислам дека и тоа и го постигнав, бидејќи го чувствував како еден вид на мисија. Од секогаш. Мислам дека и луѓето генерално за својата фамилија, секој сака нешто да остави или да напише, или секој сака да истражи. Никој не верувам дека постои некој рамнодушен да рече мене не ме интересира кои ми биле дедо и баба, на пример, а камоли подалеку. Работата е што во истражувањето се обратив до општина Чашка, ме препратија во кај матичните книги во матично во селото во Гумила, и таму имаше една љубезна жена што денеска ќе ја поздравам. Неколку дена поред се слушавме телефонски и таа едноставно, не знам, со огромен интерес и љубезност сакаше да помогне. Зошто? Да напоминеме, добро. Може би истото ќе го спомневме, нема матични броеви за тој период и не е така едноставно. Тоа се книги напишани со ракопис, значи апсолутно е тешко да се дојде до податок. Сите имиња кој дали истата личност и затоа сте внурнале во книги целите со прашина, стари, некои биле до 20 килограми тешки. Така, и дури и повеќе. Ми кажуваше дека премногу се тешки, многу се стари и не се отвараат. Мислам, тоа е само по некоја потреба. И баравме по години на... Најчесто се податоците ставени по години на раѓање, на венчавање и на умирање. И по некоја чудна поврзаност на презиме, да речеме, ако била на трпеица. Да, тој момент воопшто не ми се допаѓа и тоа говори за положбата на жената, како таа да нема свое име, важно чија жена била, нели? Добро, жените, мислам дека во минатото можеби така од сегашноста тоа не изгледа така, мислам дека жените секогаш биле силни. Значи, од една страна биле наоружани, можам да кажам слободно, со борбеност, истрајност, цврстина. Тие морале да бидат силни за да го изнесат на патот се тоа со кое што се соочувале. Од полската работа до се останато. Но од друга страна, жената македонска ја паметиме и низ други дела, како топла, мила, чувствителна, некоја што се грижи за својот пород. Јас во ова истражување, барем од оваа женска линија, видов дека потекнувам од една силна женска крв. Се најшла и на многу интересни имиња. Да. Еве, покрај прабабати Ицана, кои други некои имиња што можеби не ни се толку влезени во увото ги има во книгата? Мене ми е спомнато името Темелка, но Јаворка, да речеме, има и такви некои имиња. Сега во моментов и не се сеќавам на останатото. Јанкула, например, еве, не се користат тие имиња во денешно време. Ќе имаат можност читателите што ќе се заинтересираат за книгата да погледнат и да буквално да влезат во тој временски период. Јас и кога го пишував романот,
спомнав за претходните романи, тие се осмислуваат. Треба да се направи план. Тоа е фикција и мора се да се осмисли и треба многу време. А овој роман некако ме пресретна. Затоа што се тоа што сум го слушала во минатото и како дете и самиот говор ми било некаде врежано во позадината, во кај мене во длабочината. Кога го пишува, наеднаш излегоа тие фрази за кои што не ни бев свесна дека ќе ми текнат на одредени предмети, како се викаат, действија, активности. Што значи пишано на велишки дијалект, но не само на тоа, туку на велишки дијалект од тоа време. Па тоа што мене ми беше во меморија. Јас апсолутно не сакав да изводам книга и да видам еве вака се зборил во избор па ќе го применам, туку јас како што се сеќавам во мојата меморија како што е останато. И сега за овој роман посебно би потенцирала, освен истражувањето што беше и за топонимите и имињата, истражување имав и за фолклорот, традициите и јадетите. Затоа што освен што имале мачен живот, тие имали кон што да гледаат, кон нешто што им представувало среќа. А тоа било традициите да ги почитуваат, а детите за да им донесе нешто вредно, подобра иднина. Тие адети, за тоа исто така морав да направам истражување, посебно за областа Азот, каде што се наоѓа селото. Тоа малку по непознат топоним ние, морам да ти кажам. Азот, да. Тоа е централна Македонија, точно централната точка на нашата држава. Така што е, мислам дека, не знам, за некого е познат, за некого не е. Еве, преку овој роман јас се надевам дека гласот ќе допре и пошироко, дека тој крај има прекрасна природа пред се и вреди да се посети, а посебно и јаворот, за кој што исто така имав трето истражување. Посебна приказ на јаворот, но само да се задржиме малку на обичаите адетите. Кои, да речеме, ги имаш истражено, за кои што се можеби подзаборавени или по-необични, за кои што не сме чуле? Современите автори и писатели некако пишуваат современи теми. Најверојатно тоа си го наметнува темпото и времето во кое што живееме. Меѓутоа, јас некако сакав да се навратам на историјата, да не се подзаборават македонските села, македонскиот живот, она што сме биле. Мислам дека оваа книга е за сите читатели, и за постарите, и за помладата генерација. Постарите затоа што ќе се потсетат сите, некои можеби и се уште го живеат тоа, да речеме, од прилика тој начин на живот, меѓутоа оние кои излегле поодамна од селата и се иселиле, верувам дека ова е многу ќе им биде значајно. Во однос на истражувањето на фолклорот и адетите, секако дека за тој крај се концентрирав и ги има во романот за да останат како аманет во иднина на идните генерации, например како што е мојата ќерка. Во меѓувреме додека зборувавме, Кристина, одеше материјалот од промоцијата. Да напоменеме дека тоа беше во петокот, во Diamond Mall, во литература МК. Најверојатно нема да имаме време да вклучиме двајца гледачи, така што нека ги остават нивните податоци во режија и таму може да си ја подигнат. Јас би сакала да кон крајов да завршиме со можеби и едно од главните нешта за овој твој роман, а тоа е тој толку фамозен јавор. Имаме и фотографии од јаворот, вистинскиот јавор. Да, тоа е вистинскиот јавор во селото Јово. Зошто ти е толку значаен овој јавор? Кога ќе се видат истражувањата, таму стои дека е од 15 век. Кога ќе се видат, јас дојдов до некои елаборати од биолози и истражување на годовите. Всушност се преку 640 години во прашање, меѓутоа тоа е според годовите. Јас не сум биолог и нема да навлегувам повеќе. За мене што е значено? Дека тој, замислете, ако во 100 години имаме 4 генерации, од прилика по 25, да речеме во просек, значи за 600 години имаме 24 генерации. Замислете колку јас сум дошла до некоја 7 генерација во мојов живот со истражување, бидејќи понатаму и не можеме, книги не постојат за да може да видиме, значи записи кога не постојат е многу тешко се дојде до тој податок. Меѓутоа 24 генерации бил тој сведочник. Во тоа село се случувале селски слави, свадби, веселби, погреби, се што го имале народот пред во тоа време. Дали може да го видиме јаворот, затоа што покрај тоа што е толку стар, тој си е жив е, да. Зелен е, прекрасен е. Овие се слики од оваа пролет, кога бев за прв пат да ја однесам мојата ќерка.
Во романот би додала и дека не се само описите, затоа што еве до сега генерално се задржавме на описи на адетите, традициите, имињата, топонимите, истражувањата. Во романот има една многу голема психолошка нишка. Јас и во сите романи имам пред се осврнувам на психологијата на ликовите. Психичкиот момент, тешкиот живот, ни еден животен пат не е прав, па ниту овој на Ицана. Завршува и со одредена трагедија, затоа што тоа е и вистински настан кој што се случил, но јас нема да го открием, тоа ќе го оставам да го читат. Значи, психологијата на жената е опишана колку што сум можела најмногу. Јас обожувам богати стилски изразни средства и на некој начин мислам дека тоа е и плюс дополнување на романот како стил на изразување. За самиот крај би сакала уште да те прашам со оглед на тоа што очигледно многу ти значи и тоа што си однала и ќерка ти таму, веројатно сега сето ова и целото твое детство си го доживеала, преживеала повторно и преку незините очи. И рече дека оваа книга за сите генерации. Како ќерка ти реагираше на книгата? На книгата, зборува. Посебно горда. И покрај тоа што има 8 години, е посебно горда. На промоцијата мислам дека не дишаше. Стоеше од страни, гледаше и слушаше, знае зашто се однесува, ја знае приказната, меѓутоа друго е кога ќе го доживее во моментот и кога ќе го види тоа дрво за кое што е пишувано. Во однос на фолклорот би завршиле можеби, ако имаме време. Многу кусо. Многу кусо. Да. Јас во овој роман, бидејќи пишувам и збирки поезија имам издавано, можеби сме збореле минатиот пат, имам објавено... Зборувавме, да. Да. Во самиот роман има и песни кои што јас ги пишувам и тие се фолклорни. И сум посебно горда на тоа бидејќи имаат сосема поинаков начин на имаш израз. И народни оригинални, но имаш и твој од народното творештво. Во духот. Така е. Да. И тоа е точно со Ицана името. Ицана, сивоока од извор планински на црпени бистрини, нежна, памук снага растерана по кадифени облаци. По гради и младо сирење ори невестинско по коси и јабоно спие сончеви зраци. Ицана, ведји и јаголи сонливо завалени, да почиваат врз речни карпи јаболчници. По усни и дишат румени плодови, сочни ко пупки заврвале толчници. Ицана, мелем што в ноќи ми сон погалува, возбуда по душа ми гази поигрува, што многа вајана на срце стапнува, во него коров веќе не никнува. Многу ти благодарам и за Благодарам твоето и на вас. гостување и за овој крај и за тоа што ја напиша оваа книга која што мислам дека ќе се воодушевиме сите. Благодарам. Те чекувам секако во наредни прилики. Друг пат ќе зборуваме за идни планови.